Во пресрет на летната туристичка сезона, македонските и српските институции започнаа првата заедничка превентивна кампања Вози одморен, чија цел е да се подигне свеста кај возачите за опасностите од заморот, зад воланот и да придонесе за поголема безбедност на патиштата. Кампањата официјално беше означена на граничниот премин Табановци од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот Горан Ангеловски, министерот за внатрешни работи на Србија Ивица Дачич и директорот на Српската агенција за безбедност во сообраќајот Бранко Стаматовиќ. Тошковски истакна дека заедничката иницијатива представува уште една потврда за добрата соработка меѓу Македонија и Србија и испраќа јасна порака дека превенцијата е најдобриот начин за зачувување на човечките животи. Би ги замолил сите оние кои што, особено во рамки на овие жешки летни денови, управуваат моторно возило, да возат одморени, да прават паузи по 15 минути на секој 2 часа минимум, да доволно конзумираат вода во рамки на, особено во рамки на најтоплите сати во текот на денот, да ги почитуваат сообраќајните правила, особено да ја почитуваат брзината, која што е пропишена во рамки на регулативите во Македонија. Министерот упати и апел до сите домашни и странски возачи кои се движат по коридорите 8 и 10, нагласувајќи дека системот Безбеден град веќе функционира и ги регистрира сите сообраќајни прекршоци. Неговиот српски колега порача дека со оваа иницијатива само се продлабочува соработката меѓу двете земји. Ова е само еден вид наша сарадња, а тоа е сарадња со агенцијама за безбедност. Ова е само еден вид на соработка, овој пат меѓу агенциите за сообраќај. Сакам да ве потсетам дека неколку години работиме на модернизација и улеснување на преминување на граничниот премин Табановци. Секојдневно низ овој граничен премин поминуваат од 20 до 30.000 луѓе, а во текот на летниот период бројката е уште поголема. Успехот на соработката на двете страни во изминатите години се согледува во фактот дека на овој граничен премин никогаш не се чека повеќе од 1 час.